На грчко-турската граница кај преминот Кастаниес, состојбата час е мирна, час наликува на бојно поле. Кога мигрантите од турската страна ќе се обидат да направат притисок врз грчката полиција и војска, чадни бомби летаат во двете насоки. Но силното обезбедување во пограничниот регион од грчка страна испраќа јасна порака. Ќе се спречи каков било убит на мигрантите да ја пречекорат границата на Европската Унија. Овие снимки на 360 степени сведочат за масовното полициско и воено присуство во населените места покрај толку чуваната ограда што ги дели Грција и Турција. Иако веќе неколку часови се движиме по патиштата и по линијата на овој пограничен регион на Грција, сепак не забележавме групи мигранти кои што успеале да ја преминат нелегално границата и да навлезат во грчка територија. Според информациите кои што ги имаме, тоа изминативе денови било често се случувало такви групи да се видат на овој терен. Меѓутоа, како што поминува времето, од ден во ден, веројатно тоа се поретко се случува. За тоа говорат и официјалните бројки на грчките власти. Ако на 1 март биле спречени над 10.000 обиди за нелегален премин на границата и биле уапсени над 90 лица. Една недела подоцна имало 745 обиди да се премине границата и само 2 уапсени. Од самиот граничен премин Кастаниес известуваат неколку десетици новинарски екипи од целиот свет. Речиси секојдневно доаѓаат и представници на грчките институции. Овој пат тоа беше заменик гувернерот на регионот Εύρος, Δημήτρης Πέτροβιτς. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει μεγάλο αριθμό προσφύγων. Όπως ξέρετε, αυτή η περιοχή είναι τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος με την Τουρκία, αλλά και τα χερσαία σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία. Άρα, όταν κάποιος προσπαθεί να περάσει από αυτά τα σύνορα, δεν επιχειρεί να περάσει μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην ουσία παραβιάζει και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Петровиц не сакаше да потврди дека локалното население активно и помага на полицијата и војската во обезбедување на границата. Но вели, ако во минатото мештаните им помагале на бегалците со вода, храна, облека, сега не е така. Ειδικά στον ορεινό όγκο είχαμε μετανάστες που έκαψαν κάποιες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, είχαμε επιθέσεις εναντίον κατοίκων τους προηγούμενους μήνες. Άρα φαίνεται ότι το φαινόμενο είναι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή είναι διαφορετική η σύσταση του μεταναστευτικού ρεύματος των ανθρώπων. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ανησυχία στους κατοίκους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που βοηθούν, στην ουσία τι κάνουν? Ειδοποιούν την αστυνομία και το στρατό αν διαπιστώσουν ότι κάποιος προσπαθεί να περάσει τα σύνορα. Αυτό κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα περισσότερο. Γιατί γνωρίζουν καλά την περιοχή. На неколку километри од граничниот премин е селото Марасија. Ова е реката Марица или Еврос, која тече непосредно до селото. Таа е природна граница меѓу Грција и Турција. Локалните жители раскажуваат дека мигрантите знаат да ја препливаат реката и да дојдат во селото. Έρχονται κάπου 5 άτομα, 10 άτομα έρχονται. Αλλά όχι μεγάλο, όπως οι Καστανιές που θέλουν να περάσουν. Έχει, αλλά τους παίρνει η αστυνομία, τους πηγαίνει που δεν ξέρω πού τους πάει. Εμείς μόλις δούμε αυτούς τους ανθρώπους, παίρνουν τηλέφωνο να έρθει τους πάρει η αστυνομία. Новинарските екипи 2 пати дневно имаат можност да се приближат на оваа железничка пруга, која е исто така добро обезбедувана. Местото е на неколку стотици метри од граничната ограда. Ова е најблиското место до оградата на грчко-турската граница до кое грчката полиција дозволува да се приближат новинарските екипи. Но овој пат, веднаш зад оградата не се видливи мигрантите, туку во далечината забележливи се само припадници на турската полиција. Сепак, со максимален зум на камерата можеше да се види дека малкумина мигранти се движат на турска територија, пред будното око на подготвените грчки сили. Новинарот на Ал Джезира Балканс, Ѓорѓе Костич, известува од граничниот премин Кастаниес од самиот почеток на кризата. Вели дека инцидентите се случуваат поради провокации од двете страни. Подсетува дека Грција и Турција историски немаат добри односи, па ако состојбата не се контролира, лесно може да ескалира. И сада када видите на граници те две земје, да лете сузавци, да се чуе рафална паљба,
koji nije iz bojeve municije, ali se čuje i ta slika obilazi svet. Verujte, ovi narodi su ovde jako ostrašćeni. Ovde može malo toga da se uradi, mala iskrica je potrebna da nastane neki veći problem. Naravno, neko ima kontrolu nad ovim i nadamo se da se tako nešto neće dogoditi. Костич препознава систем во настаните на кои сведочи на граничната линија. Situacija se stiša svaki put kada se događaju veliki sastanci u vezi ove priče. Kada su visoki zvaničnici Evropske unije bili ovde, prolazili ovuda, bilo je mirno. Sledeći dan je bilo problema. Kada je Erdogan bio u poseti kod Putina, bilo je mirno, sledeći dan je bio problem. Dakle, to je samo onako koincidencija. Ja ne znam da li ovo stvarno neko kontroliše, ali prosto situacija je takva da može da se stavi pod kontrolu i da treba da se nađe neki model kako da se pomogne tim ljudima i kako da se izbegnu situacije ozbiljnih međugraničnih provokacija i sa jedne i sa druge strane. Сепак, новинарите кои со денови известуваат од ова место се согласни дека состојбата е далеку помирна сега отколку на почетокот на кризата. Кога овде на граничниот премин во квечерината ќе стивне вревата, од далечина на турска територија и натаму може да се слушнат извици на мигрантите, кои негодуваат поради односот на грчката војска и полиција. И десетина дена по ескалацијата на ситуацијата не ги напушта надежта дека ќе успеат да стапнат на територија на Европската Унија, а потоа преку Западен Балкан да стигнат до развиените европски земји. За 360 степени од граничниот премин кај Станиес на грчко-турската граница, Зоран Јовановски.